Александра од Битола. Одиме таму на нова тема. Александра, предизвиците со кои се соочуваат младите од руралните средини се доста поразлични од младите кои што живеат во урбаните средини. ProLocal е организација која ги вклучува овие луѓе во голем број на проекти, а меѓу другото проекти каде што може да го искажат своето мислење и да детектираат разни проблеми, но и заеднички да наоѓаат решенија. Утрово си се наоѓаш во ProLocal, па останатите детали на овие прашања ги очекуваме од тебе. Повели. Токму така, Ване. Ако сакаме да ги задржиме младите во државава, потребно е да го слушнеме нивниот глас, но исто така и да им понудиме можност и поддршка за да можат да ги реализираат нивните идеи согласно нивните потреби. На ова поле работи Сдруженијето за унапредување на развојните процеси ProLocal, а со нас утрово е председателката Емилија Геровска. Добро утро, Емилија. За почеток, за какво здружение станува збор? Кои региони се опфатени и која возрастна категорија на граѓани исто така? Добро утро. Од дождливата Битола. Се надевам барем некој во нашата земја има сончево утро, но без другото тоа не е демотивирачки фактор да посветено и со ентузијазам пробаме да им овозможиме на младите од Пелагонискиот регион да имаат услови за развој, барем малку поблиски до оние кои што ги имаат младите од урбаните делови во нашата земја. ProLocal е официјално регистриран од 2009-та, меѓутоа конкретно портфолиото млади почнавме малку поактивно и поинтензивно да го работиме од 2020 година. Што би се рекло во изминатите 5 години навистина инвестиравме многу во изградба на инфраструктура на хоризонтално ниво, односно во сите 9 пелагониски општини работевме со критична маса на млади кои што со текот на времето ги изградија своите потенцијали со наша поддршка, се разбира и поддршка од различни донатори кои што помагаат да ги реализираме нашите проекти. И сега веќе може со гордост да кажеме дека и не постои општина во Пелагонискиот регион каде што немаме младинска организација или организација за млади. Зошто е ова важно и зошто го назначувам? Затоа што кога сте на местото каде што е проблемот, многу полесно може да предвидите што треба да биде решението, но за нас круцијално е што младите чувствуваат собственост врз решенијата кои што ги имплементираме. Без тоа, секое решение се доживува како наметнато, како нешто што е обврска, а не како нешто што било желба за да биде дел од нивната реалност. И мислам дека тука е суштинската разлика во методот кој што ProLocal го користи со можеби некои други, ајде да кажеме, системски законски решенија, кои што се разбира дека се потребни и мора да ги има, но младите се една поинаква, да кажем, ајде подинамична, можеби пофлуидна категорија, кои што секогаш велиме се пред времето, од нив учиме многу, и решенијата кои што сакаат да ги видат во своите локални заедници за да им е животот поубав, поатрактивен, поинтересен, ги гледаат и надвор од нашата земја. Така што се трудиме да ги препознаеме кои се тие решенија. За проблемите не ни треба нешто посебна дарбина за да ги препознаеме, се гледаат, ги имаме, но решенијата се трудиме на еден заеднички начин, инклузивен, во соработка со локалните самоуправи, со општините, да ги пронајдеме вистинските и заеднички да ги решиме. И мислам дека само така имаме долгорочни ефекти и решенија кои што се втемелуваат во системот на локално ниво. Во тек се 2 долгогодишни проекти. За какви проекти станува збор? Апропо муабетов кој што претходно го споменавме дека проблемите се видливи, а решенијата се трудиме заеднички да ги дизајнираме, се имплементираат 2 проекти кои што токму го следат тој пристап. Едниот е младински политики по мерка на младите и самото име доволно кажува. Тоа е проект кој што е поддржан преку програмата Цивика Мобилитас, преку швајцарската влада во соработка со МЦМС. Исто и на овој проект соработуваме со уште 8 локални организации, значи 9 организации и 9 општини. Се работи на идентификација на прашања кои се приоритетни и тука акцентот го ставивме на механизам за инклузивна, за партиципативна демократија. Конкретно за прв пат во нашата земја, заедно сите организации со младите, дизајниравме еден механизам за носење одлуки
кој што се однесува на младите, на младински прашања, но не ја наоѓа својата правна основа во Законот за млади. Конкретно, општините влечејќи својата моќ и надлежности од Законот за регионален развој, меѓуопштинска соработка, се приклучија заедно со уште 10 организации во првата регионална младинска платформа, каде што решенијата кои што ги носиме со консензус. И откако истите ќе се усвојат, општините имаат обврска која што зависи од нивната добра волја, затоа што тоа е неформално тело, истите тие решенија да ги преточат во конкретни мерки кои што се имплементираат, додека па граѓанскиот сектор има oversight, односно оно што се вика, ја се извинувам, англиски ми улетува од проектното работење, надзор врз работењето на општините. Со други зборови, младите приоритизираат. Поентата е дека решаваме проблеми кои што нив им се приоритет. Откако тоа ќе се направи, потоа ги вклучуваме и нив во решението. Само еден пример за илустрација. Знаеме дека општините како што се Новаци, Могила, Кривогаштан и Долнени се мали и рурални и ја немаат цела социоспортска, културна инфраструктура и патуваат до урбаните центри, дали за надпревар, за кино, за театар и слично. Битола, која што е центар на културата и во текот на летниот, и во текот на зимскиот период, нели со зимска приказна и сето тоа, младите од овие општини не можеа да посетуваат затоа што последниот превоз беше во 3 часот. За таа цел имавте и една работилница каде што младите ги креираа решенија за подобар јавен превоз. Точно така, значи свативме дека со само комуникација меѓу општините превозот возниот ред може да се помести, тоа го направивме и успеавме нели младите од помалите општини за викенди да ги имаме речиси и до полног во поголемите градови без да се грижиме за нивната безбедност. Ке кажете мала работа, меѓутоа за нив и то како им го менува квалитетот на животот во тие места без да имаат потреба нели да мигрираат во поголеми градови. Неодамна беше одржана и втората секторска работилница на тема младите, односно имавте тркалезна маса за менталното здравје кај младите. Исклучително голем проблем, една тивка епидемија која што се случува, за жал од над 700 испитаници, повеќе од 400 кажа дека приоритет за нив е менталното здравје. И еден феномен. Се чини дека младите сега се многу поотворени да зборуваат на оваа тема, за нив веќе не е табу, додека почнуваме да забележуваме дека родителите не се, да кажем, достапни и се уште заради тие стигми, заради тоа табу кое што владее особено во помалите општини, не прифаќаат да се зборува отворено и да се поддржуваат младите да одат на една системска поддршка каде што би си ги решиле овие своји предизвици. Затоа Пролокал во оваа приказна се вклучи на начин што прави едно премостување помеѓу психолозите и стручните лица и младите. Ќе работиме на различни нивоа и со родители, и со наставници за да можат да препознаат кога младите се со вакви предизвици, меѓутоа и со младите и секогаш со нив преку искуствено учење. Игра, спорт, уметност, готвење, се она што е доволно атрактивно за да им даде простор во кој што слободно ќе се изразат на оваа тема. Емилија, и сосема на крај, каков е интересот на младите за вклучување во сите овие активности и проекти? Ќе бидам искрена, на почеток секогаш гледаат со резерва, но кога еднаш ќе се вклучат и кога ќе видат дека нивното вклучување е навистина искрено и се работи за нив, тогаш барем досега еве не се случило некој да се откаже од нашите проектни активности. Ние навистина работиме на терен, така е поставена и нашата мисија и ценам дека најголемата награда за нас е кога уште еден млад човек останува во своето место и таму креира исполнителен живот. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вас. Овој разговор се надевам дека ќе биде мотив за сите оние кои што досега се немаат вклучено во овие активности на Сдруженијето Пролокал и се надевам дека бројот на млади луѓе кои што ќе бидат вклучени ќе од ден на ден се повеќе ќе се зголемува. Ване?